Димитар Ковачевски не го загрижуваат пораките од Брисел дека ЕУ прво треба да поработи на внатрешните реформи, па дури потоа да се сврти кон реално проширување на Унијата. Изјавата на поранешниот премиер на Белгија, сега европратеник Ги Ферховштад, дека не би требало да се размислува за проширување без внатрешни реформи, за Ковачевски не било ништо ново, додека од една страна не убедува дека уште бугарите во уставот не биле доволни за брз пат кон ЕУ, од друга страна вели дека најавите од Брисел дека проширувањето може да биде ставено на пауза не биле од сега. Таа воопшто не се разликува од другите изјави кои што се даваат. Да, ние имаме цел до 2030 година, а тоа е целосно во согласност со она што го кажа председателот на Европскиот совет, господинот Мишел, кој што кажа дека Европската унија до 2030 година треба да работи на две патики. Едната е реформи во Европската унија со цел да може да функционира со повеќе од постојните земји членки, значи да функционира со 30-32 земји членки, зависно од тоа колку ќе бидат подготвени. Додека од ЕУ не стигнуваат негативни оценки во најважните полиња како што се владењето на правото, корупцијата и условите во правосудството, Ковачевски се правда дека многу работеле на реформите, а нормално било ЕУ да сака да се реформира пред да прими други членки. Инаку Ферховштад порача дека без реформи не би требало да се размислува за проширување на Унијата. Yeah, you said, let's try with 30, with 35, with 36. I can tell you, see you a European Union before your eyes with 35, 36 commissioners or something like that. We have already no task for them today with 27. И покрај ваквите пораки од Брисел, Ковачевски денеска ни говореше што би добилен економски план од членството во Унијата. Тоа би значело повисоки плати и пензии и подобар живот. Во сите овие години финансиската поддршка од Европската унија се проценува на високи 3,3 милијарди евра. Средства кои нашата држава ги добила преку грантови и макрофинансиска поддршка, кои ни возможиле ликвидносна поддршка за вразување на деловата активност и индиректно повисоки плати и пензии, намалување на невработеноста, зголемување на странските инвестиции и изградба на подобра инфраструктура во државата. Додека од Брисел не стигнуваат јасни пораки дека мора да се работи на домашните реформи, но да почекаме и ЕУ да се реформира внатрешно, официјалните лица од Брисел во Скопје доаѓаат со различни изјави. Сме морале да го смениме уставот и работите ќе биле полесни. Еврокомесарот за буџет Јоханес Хан порача дека членството во Европската унија ќе ни донесе благодет и финансиска стабилност. Тогаш еврокомесарот за проширување, кој во неколку наврати со години ни кажува само што не сме почнале преговори со Унијата, сега вели дека Македонија можела да биде 28 земја членка на ЕУ. Без силна Европа, ситуацијата во светот ќе биде сосема поинаква. А вие веќе сте, но и во иднина ќе бидете уште поголемо средство кој што ќе помогне. Вие сте важен дел од европската структура, од европското семејство и затоа ќе сториме се што можеме да го забрзаме овој процес, но двајца се потребни за да се одигра делена игра, за да стигнеме таму кај што сакаме. Инаку претходно францускиот председател Емануел Макрон изјави дека ризично е да се мислело дека може да се проширува Унијата без реформи, како и најави некаква ЕУ во повеќе брзини, што од добар дел од познавачите представува најава дека нема сите членки да имаат исти права.